Zdravo, ja sam Žaklina, trener za ličen rast i razvoj, coach pod supervizija na програма Таоли. И во денешното видео сакам да зборувам за тоа дека не можам да прифатам и како да се носам во ситуации кога не можам нешто да прифатам, односно дека прифаќам дека не можам баш се и секогаш да прифатам. И што тогаш? А прифаќањето е еден од најважните сегменти во животот, во личниот раст и развој. Нешто што ни е потребно секојдневно, затоа што сме слушнале многу пати дека тоа што не го прифаќаме тоа расте, дека тоа што не го прифаќаме се бориме против тоа, а и тоа против што се бориме расте, дека за да направиме некоја промена, најпрвен треба да се соочиме со ситуацијата, како е во реалноста, што ни се случува, до каде сме, зошто е така како што е и потоа откако ќе прифатиме да можеме да направиме некаква промена. Велат исто дека додека нешто не се прифати, не може ни да се менува, а јас од искуство сосем се согласувам. За прифаќањето сум направила и други видеа, сум пишувала и текстови и пред некој ден објавив дека една од најважните лекции во животот која сум ја научила е да прифатам, да се препуштам, односно да препуштам да тече животот како што тече и да продолжам понатаму, особено тогаш кога не ми се допаѓа како тече животот. Можам да сторам многу колку што можам да сторам и едноставно не можам да влијаам на се што се случува. Прифаќањето е една голема уметност на живеењето и друг пат имам спомнато, Лиза Николс вели да се прифати неприфатливото. Тоа ми беше мене едно големо отварање на очите, на душата. Тоа за мене представуваше една мисла која што многу промени во мојот живот, затоа што јас се сметав себе си за човек кој прифаќа, кој лесно се прилагодува и така натаму. Меѓутоа, открив кај себе дека постојат многу работи кои што јас не сум ги прифатила целосно затоа што ми е тешко, туку дека сум ги прифатила оние работи кои се прифатливи. Меѓутоа, вистинското прифаќање, вистинската магија на животот е токму да се прифаќаат работите кои што не можеме да ги прифатиме, кои што од прва не изгледаат неприфатливи, или да се соочиме со тоа дека не сме семојкни. А она за што сакам денес да зборувам е како да се прифатам дека не можам нешто да прифатам. Како да се прифатам кога не можам нешто да прифатам, кога може би очекувањата или она што го знам теоретски, што го имам прифатено на ментално ниво, ми зборува дека треба да прифатам, дека јас сум на некој ниво на кој што можам, умеам, дека претходно сум прифатила некои работи, па зошто сега ова не можам и така натаму. Тоа е уште едно неприфаќање на себе си. Во оној момент кога ќе прифатиме дека не прифаќаме се, дека некогаш не сме подготвени да прифатиме нешто, дека може би ни треба време да го разбереме, да го свариме, да најдеме некаква логика, некакво објаснување кое може би ќе биде само наше, е вистинско прифаќање. И не е важно дали ние пред другите, пред светот, ќе се правиме дека сме прифатиле. Важно е што чувствуваме ние и како се носиме со тоа, а тоа на крајот на крештата и надворешно се гледа. Телото никогаш не лаже. Независно дали ние ќе се обидуваме да го покриеме, скриеме, да се правиме како да е се во ред, како да не допира, како да не боли, како да не плажи, како да не се осудуваме, критикуваме. Многу често, нели, велиме прифаќање, прифати се себе си, прифати ова, прифати она, меѓутоа да видиме што кога не сме подготвени да прифатиме. Затоа што и ние кои сме научиле да прифаќаме на некое пошироко ниво, малку повеќе сме тргнале од неприфаќање. Сме освестиле дека нешто не можеме да прифатиме, дека нешто не тишти, не боли, дека нешто не е проблем, дека нешто не ни е јасно, дека нешто не разбираме. Па од тука сме работеле на тоа да можеме да го прифатиме кај себе се разбира или од она што ни го носи животот. Овде воопшто не зборувам за другите, затоа што многу често може да ни се случува да не можеме да прифатиме дека другите се однесуваат вака или така кон себе или кон нас. А условите надворешни не се како што сакаме, дека на работа
Луѓето не се однесуваат како што сме замислиле, дека роковите кои што сме ги поставиле, не сме ги исполниле. И тоа секогаш не зависи од нас, а особено однесувањето, чувствата на другите луѓе. Она што зависи од нас е ние да поставиме граници и да бараме од луѓето да ги почитуваат и да градиме здрави односи. Се разбира со оние кои што сакаат, кои се расположени за тоа, кои можат, кои умеат, а со другите има други решенија. Нашето неприфаќање или прифаќање се однесува само на она што е наше, на нашите незадоволства, на нашите стравови, на нашите заблуди, на нашата болка, на тагата, на гневот, бесот, зависта, со кои ни е тешко да се носиме, од кои најчесто сакаме да се ослободиме. Меѓутоа, и тоа ослободувањето не е возможно доколку не ги прифатиме. Преболувањето, пречвакувањето не е возможно доколку не освестиме дека сите тие емоции, сите тие мисли, се што било дел од нашиот живот, а не ни се допаѓа, имаме избор да го прифатиме или да не го прифатиме, да го потиснеме, да го негираме, да се правиме дека не е така, дека не постои. Меѓутоа, кога тогаш еден ден тоа ќе ни представува некаква пречка во животот, тоа ќе ни биде товар, дури кога не сме за тоа свесни, не сакаме да признаеме или не сакаме да им признаеме на другите. А другите се најмалку битни. Битни сме ние, што потоа со тоа што не сме го прифатиле, како ќе се носиме, каде ќе ни создава проблеми и токму затоа е во ред да кажеме јас ова не можам да го прифатам, јас ова не знам како да го прифатам. И ако тоа ни создава проблеми, тежини, товари, па да побараме и помош, да ни помогне некој, да ни биде поддршка во патот на прифаќањето, затоа што има животни ситуации кои навистина може да не изненадат, да не шокираат, да не фатат неподготвени и да бидеме одреден период во состојба на неприфаќање. И тогаш најмногу треба да се прифатиме себе си, да освестиме дека е така како што е и да најдеме најпрвен одговори на прашањата зошто не можам да прифатам, што е тоа што не можам да прифатам, какви чувства ме предизвикува, каде ме кочи во животот, што ќе се промени ако останам во неприфаќањето, а што ако прифатам. И низ долги разговори со себе или со својот коуч, психолог, психотерапевт, зависно како вие чувствувате дека имате потреба, зависно колку е тоа големо, колку длабоки корени има, да го сработиме сето тоа. Меѓутоа, ние сме стигнале до таму токму поради тоа неприфаќање и ние сме побарале помош токму затоа што сме сакале да научиме или да можеме да прифатиме. И тоа не значи дека ако ни успее за една работа, дека потоа едноставно прифаќањето ќе ни оди лесно. И во ред, ако некогаш стигнеме до таа фаза и можеме бидеме толку отворени и се широко да прифаќаме, тогаш сме завршиле работата со себе, меѓутоа исто така е во ред, иако не сме таму. И тогаш заслужуваме да си веруваме во себе си, да се сакаме, да се поддржиме и да си бидеме најголемата поддршка на патот по кој одиме до прифаќањето. За крајот на ова видео сакам да споделам со вас една кратка вежба, афирмативна, може да биде со затворени очи, може со отворени очи, како сакате, како ви е позгодно, може да се наместите во удобна положба и не мора останете како што сте и едноставно опуштете се накратко и кажете си на себе си: јас не можам да прифатам. Јас не можам да ја прифатам својата моментална болка, тага, гневот кој го чувствувам и бесот. Јас не можам да ги прифатам своите неуспеси, заблуди, стравови, грешки. Меѓутоа, можам да прифатам дека сега, во овој период, сум во фаза на неприфаќање. И во ред е тоа. Сепак се прифаќам себе си токму таква или таков. И во моментов не можам да направам ништо повеќе.
Jednostavno si dozvolувам da помине толку колку што е потребно време и да бидам поподготвена за прифаќање на работите кои ми е тешко да ги прифатам кај себе и во својот живот. И го прифаќам тоа. Се прифаќам и сакам себе си со се што сум и се што носам во себе и со состојбата во која се наоѓам и со условите во кои сум. И едноставно умеам да се носам со себе и умеам да се почитувам и вреднувам и верувам дека кога ќе дојде вистинското време, ќе го прифатам тоа и потоа ќе продолжам понатаму. Се надевам дека ова видео може би некому ќе му помогне да го прифати тоа што во моментов му изгледа неприфатливо, односно да прифати дека не е прифатливо, да прифати дека не може да го прифати, не е подготвен или подготвена и дека е во ред тоа. Затоа што не е сам, затоа што на светот постојат многу луѓе кои не можат да прифатат одредени работи кај себе и во својот живот. И тоа не е за критика, нити за осуда, нити тоа ги прави слаби или помалку вредни. Едноставно е така како што е. И секој си има свое време, свој начин како ќе го направи тоа. И тоа е апсолутно во ред. Сакајте се себе си, поддржувајте се, дури и тогаш кога целосно не можете да се приватите. Ви посакувам убав ден, ви благодарам што ме следите, ставете лайк, приклучете се на каналот ако досега не сте го направили тоа и со некоја нова тема и дилема се гледаме во следното видео. Се најубаво.